доктор Хасани, сакаме да направиме еден мал увид, односно да им доближиме на граѓаните како изгледа да се влезе во салите, во оние соби кои се резервирани за изолација и карантини, во оние места, односно соби каде што се лекуваат пациентите од коронавирусот. Секако први на удар се лицата од медицинскиот персонал кој мора да стапат во контакт со заразените. Пред се, што е потребно да се направи? Која е препораката, поточно какви се протоколите, што треба еден доктор да има на себе пред да влезе во едно вакво оделение? Благодарам за вашето отварање фактички да ви објаснам за ситуацијата генерално. За среќа во Тори Луц или клиниката за травматологија, ортопедија, анестезија, интензивно лекување и ургентниот центар до сега немаме случај на потврден пациент со коронавирус или со како се вика некој од работените да бидат со позитивни на коронавирусот. Како и да е, ние во овој период преземавме агресивни и активни мерки и припрема за тоа да тече во све најдобар ред во моментот кога ние ќе ги добиеме првите пациенти или првиот член од нашето семејство, кој што е доста големо семејство, да биде инфициран со коронавирусот. Значи, одржавме и направивме и комисија за разни заболувања кои што се однесува за COVID-19 и направивме исто така и ги усвоивме сите протоколи и ги адаптиравме сите протоколи за однесување со пациенти кои што се заболени од коронавирусот. Како изгледа тоа? Што е потребно? Што прво прави еден доктор кога ќе влезе пред да влезе, впрочем, во вакво оделение? Да. Значи, ние немаме одредено се уште оделение затоа што немаме пациенти. Ги имаме просториите кои што сме ги определиле, меѓутоа немаме се уште пациенти во оделенијата со оделение кај што би лежеле пациенти со коронавирус. Имаме три степени како на однесување на медицинскиот персонал во различни ситуации. Значи, со пациенти кои што немат ни епидемиолошка анамнеза и немат никаков контакт и немат никакви знаци дека се заболени од COVID-19, тоа се стандардните пациенти и се уште ги применуваме стандардните мерки за заштита од капликова инфекција. Затоа што ова инфекција се пренесува со допир и со капки, флигеови капки. Тоа се поставување на хируршка маска и поставување на капа и облекување на обична облека. Додека пациентите кои што не се сомнителни, со таквите пациенти ние треба да поставиме специјална облека и специјални маски кои што ние фактички ги имаме во нашата клиника, вклучувајќи ги тука и наочарите, односно визирите, за да нема некоја каплична инфекција во очите на самиот медицински персонал. Додека, ако се работи за пациент кој што е инфициран со COVID-19 вирусот, онда треба да се облечеме комплетно во скафандер и со тоа фактички да обезбедуваме физичка бариера помеѓу пациентот и неговите екскрети и секрети и со медицинскиот персонал за да тој биде, да кажеме, во голем процент заштитен. Тие скафандери ги имаме во нашата клиника, веќе ги обезбедивме и тие се малку, не знам, се ги виделе по слики, изгледаат као скафандери на астронаути, така нешто, и животот во скафандерите е многу тежок врз основа на искуствата кои што ги имат нашите колеги во Италија и во Шпанија. Имаме ли доволно скафандери? Како? Имаме ли доволно скафандери? Релативно е зборот доволно. Затоа што релативен е и бројот со кој што ние ќе се соочиме. Ние имаме голема бројка на скафандери набавено сега, односно побарано и сега не стигат пратки на скафандери секој ден со одредена количина.
Меѓутоа, сето тоа зависи кој ќе биде бројот на пациенти заболени кои што ќе барат медицински третман а особено кои што ќе барат интензивен медицински третман. Имаме голема бројка на скафандери во моментот во нашата клиника, меѓутоа во ниеден случај не може да кажеме дека се доволни затоа што не го знаеме бројот на пациенти со кои што ние би се соочиле следните денови. Затоа не можам да ви одговарам на ова прашање позитивно. Ако доаѓат, например, 10.000 пациенти, ние сигурно немаме толку скафандери. Апсолутно, да. Тоа е преголема бројка. Се надеваме дека нема да стигне до таму. Хипотетички зборува, меѓутоа што се однесува до 2.000 пациенти, ние имаме толку скафандери веќе. Уште нешто сакам да ве прашам во однос на овие скафандери, дали тие по употреба некако се дезинфицираат, како се води грижа за нив, но и она што исто така мора да се спомене дека едно лице, односно еден доктор или една медицинска сестра не може да останат затворени во скафандер повеќе од 6 часа, ако не се лажам. Да. Така е. Значи, нема пракса на дезинфицирање на скафандерите, затоа што тие дефинитивно треба да се стерилизираат. Во наши услови со тоа ние ќе шириме инфекција. Скафандерот е директно контаминиран со вирусот и ние ако тој скафандер го шетаме во стерилизација или на други места за да се обработи, онда ќе ја шириме инфекцијата. Тие се скафандери за еднократна употреба и се фрлат, се соблекуваат со специјална постапка и се фрлат во отпад, се класифицираат како медицински отпад и тие се носат на горење. Така да тие не се за повеќе кратна употреба, туку се за еднократна употреба. Втората работа е тоа дека тие се непропускливи скафандерите. И стварно животот е тежок во скафандерите. Освен тоа што е тежок животот со непропуслива облека, другиот проблем е тоа што по ниеден момент не може со таа облека персоналот, односно медицинското лице да јаде или да пие или да се чеша или да прави било што под скафандерот. Затоа се препорачува пред да се облекува скафандерот да се пие литар вода, литар и пол, така се препорачува. И следните 6 сати од кога ќе се постават на очарите, од кога ќе се постават специјалните маски за заштита во вакви ситуации, односно кога ќе се херметизира целата ситуација, ќе остане 6 сати додека не му дојде смена на како се вика, на медицинскиот персонал, односно вработениот во нашиот конкретен случај. Дури ако се малку часови во работа, за работа, конкретно со скафандерите велиме 6 часа, меѓутоа еве сега од вас слушаме дека тоа е навистина исцрпувачка работа, не само што медицинскиот персонал се грижи за оној момент да спасува животи, но има низа процедури кои мора да ги примени на себе за да остане здрав, така што ни се наметнува и прашањето како сте поделени, како е поделен медицинскиот персонал, дали им давате време за одмор на оние доктори и што доколку се влоши состојбата, дали сте организирани на тој начин да медицинскиот персонал има доволно време и да се наспие и да се нахрани како што треба меѓу другото и да се одмори од битката за спасување животи. Моментално се наоѓаме во почетокот на, како се вика, на епидемијата и очекувано е да имаме сега влошување, односно подигнување на кривата на епидемија. Се надеваме дека нема да ни се повтори италијанско или шпанско сценарио, каде што ќе имаме голем инфлукс на пациенти, меѓутоа тоа се е надеж. Ние ги преземаме сите активности за да ги поделиме сите вработени во 2 големи групи и намаливме комплетно елективниот програм, така да во операционите сали наши во моментот многу малку се работат само скршеници, некои тумори или така нешто што мора, некоја инфекција која што мора да се третира, односно не чека време. Половината од медицинскиот персонал се во дома во изолација, односно во самоизолација. Не изолација, него се во домашни услови и тие се
одморени во моментот. Секоја недела ние ги менјаме екипите, медицинските тимови, и тоа секој понеделник во 8 сат се менја тимовите и се трудиме да немаме никаков контакт меѓу тимовите, со тоа што сите конференции ги одржуваме онлайн, медицинските конференции ги одржуваме онлайн, односно се собираме во група. Тоа ви кажувам за клиниката за травматологија, додека на ортопедија, анестезија и ургентниот центар се уште се предава на 4 очи, што се вика, дежурниот од претходната вечер на дежурниот од следната вечер. И медицинскиот персонал кој што во моментот е на работа не е исцрпен, односно е одморен, затоа што во моментот ние немаме голема медицинска активност. И медицинскиот персонал кој што се наоѓа дома во моментот одмара комплетно 24 часа. Затоа ние сме спремни за овој инфлукс кој што се очекува веројатно следните денови, недели да се појави. Тоа е тоа што може ние во организација да направиме. Доктор Хасани, да се спремаме и за најлошо сценарио. Доктор Хасани, од Вухан, од Италија и Шпанија кои ги споменавте, пристигна навистина лоши фотографии, лоши снимки во однос на тоа со што се соочува докторите, но и како болеста, односно вирусот е пренесен на нив. Ние имаме околу 15 на здравствени работници заразени во овој момент, за среќа во многу полесни фази од она што го гледавме од останатите држави, но да ни објасните малку и каков е протоколот кога ќе откриете дека еден ваш колега или било кој од медицинскиот персонал е заразен со вирусот. Што се случува со сите останати кои биле во контакт со него? Еве веќе дури почнаа да се затвораат болници и амбуланти на оние места каде што беа откриени случаи. Да. Ние се трудиме да не ни се појави сценариото на клиниката за кожни болести, затоа што сепак сме витална установа за државата и свесни сме дека може во секој момент кај некој од нас да се појави да бидеме позитивни на COVID. Реално би требало со сите луѓе со кои што медицинското лице дошло во контакт да влезат во самоизолација и да бидат под активна комуникација и евентуално медицински третман. И сите други кои што дошле во контакт со заболеното лице би требало да бидат во самоизолација и следните 14 дена да се направи повторно, после 14 дена да се направи повторно тестот за COVID позитивен. Доктор Хасани, меѓутоа сепак тоа го кажувам и апелираме до сите мои вработени и до сите вработени во сите здравствени установи да бидат совесни и ако има било каков сомнеж да се пријават или позитивна епидемиолошка анамнеза дека биле во контакт со некој со COVID позитивен, да се го пријават тоа и да преземеме соодветни мерки превентивни за да не се шири кај нас, затоа што во моментот медицинскиот персонал е многу важна алка во ланецот на третман, односно превенција на ова чудо што ги дојде 21 век. Најважен, впрочем, без вас би немало кој да спасува животи. Тоа е, да, затоа е и важно и ние меѓу нас, и пациентите, и сите околу да придонесеме, да очуваме здравјето на медицинскиот персонал, затоа што во моментот, генерално, меѓутоа во моментот е многу важно да не има во добра кондиција, не само во доволен број, туку и во добра психичка и физичка кондиција. Затоа што и ние сме луѓе и ние на некој начин ќе подлегнеме на сите можни влијанија на друштвото и ние сме во изолација и нашите семејства се во изолација и ние сме во истата психичка ситуација како што се наоѓаат сите граѓани на Република Македонија и останатите. Затоа апелирам за супорт и за едноставно да не чувате. Да се чуваме и да не чувате.
Ќе дадеме се од себе ние, медиумите, да ги информираме граѓаните, да се однесуваат токму така. Вие исто така чувајте се, грижете се пред се за себе, бидејќи ни требате. Ни требате и на сите останати, така што навистина се надевам дека нема да ни се повторат црните слики, дека ќе останеме на оваа бројка од само 15 на позитивни здравствени работници. Дај Боже, ја го посакувам истото, го посакувам италијанското и шпанското сценарио да не се повтори во ниједна друга држава, а најмалку кај нас. И благодарам уште еднаш на вас што се јавивте за информација на граѓаните и не очекуваат веројатно следните денови, недели и почести вклучување информации и понатака за состојбата реална. Апсолутно со оглед на тоа дека се очекува бројките на позитивни случаи да растат, бидејќи нели се уште не сме го доживеале оној пик, но се надеваме дека ќе успееме да ја држиме состојбата под контрола за да не стигнеме како овие држави. Доктор Хасани, ви благодарам за ова вклучување. Благодарам и од вас. И додека траат апелите, сите мерки кои ги презема владата, сите оние забрани за излегување од дома и за движење, па и најновата забраната за движење за време на предстојниот викенд, за кога, како што слушнавме, и се очекува благо зголемување на температурите. Ние ќе ве потсетиме уште еднаш да ги почитувате препораките, но и се прошируваат вести на социјалните мрежи за тоа дека некои црковни лица ги повикуваат граѓаните и понатаму да продолжат со својот нормален живот и да одат во црква. Еве ние уште еднаш ќе повториме да не го прават тоа. Вербата е едно, но препораките за јавното здравје мора да се почитуваат, така што во наредниот период најдобро е да останете дома и да ги избегнувате сите активности, освен најосновните. Ви благодарам за вниманието. Вие следевте уште еден утрински брифинг, ќе споменам предпоследен работен ден за оние кои одат на работа. Јас сум Кристина Атовска.